Над 2 милиони загинати работници годишно на светско ниво или една цела Македонија избришана во несреќи на работното место. Во земјава бројките и натаму се поразителни, иако Законот за безбедност и здравје при работа предвиде бројни превентивни мерки за спречување на трагедии. Една од нив беше зајакнувањето на улогата на синдикатите за обезбедување безбедност и здравје при работа. Тие се клучните. Тие ги представуваат работниците и тие се едни од оние незаобиколни единки кои можат фактички да допринесат за унапредување на безбедноста и здравјето при работа на самото работно место. Често пати кога разговарам дури со представниците од синдикалните организации, со самите работници, ненасушна е потребата и самите кои истакнуваат дека потребно е поголемо артикулирање на нивните барања кои се поврзани со унапредување на самото работно место, правење на почовечно работно место. Сегашните одредби на овој закон му даваат на синдикатот, односно на синдикалните представници во предпријатијата и на представниците за безбедност и здравје при работа големи права и обврски во поглед на следење на остварувањето на постулатите на законот, активна улога во спроведување на политиките по безбедност и здравје во предпријатијата, консултативна улога на работодавачот по овие прашања, така што и одговорноста на синдикатот со одредбите на законот е подигната на едно уште повисоко ниво. Но што се случува во пракса и колку синдикалните представници и представниците за безбедност и здравје при работа успеваат да се изборат за побезбедни и поздрави работни места? Од синдикатите велат дека на представниците на работниците им требаат повеќе обуки, знаење и време, овозможено од работодавецот, за да може да извршуваат оваа улога. Представникот на вработените е должен да врши обиколка на работните места, да комуницира со сите работници, нему да му се обраќаат работниците со забелешки и предлози по основ на тоа како се спроведуваат мерките и одредбите од законот. Тој да знае да препознае дали постои опасност, дали не постои, каква е таа опасност. Тој да знае каква е содржината на проценката на ризикот и дали навистина се опфатени сите места со ризик во проценката на ризик, а за да го знае тоа и за да го прави сето тоа, на прво тој треба биде за одреден дел од работното време треба биде ослободен од работните обврски, така? Второ, тој треба да знае, да има соодветни обуки, бидејќи тој е вработен, како и сите други вработени, на кое било работно место кај работодавачот. Значи, тој треба да има специфични знаења кои што може да ги добие само со специфични обуки од стручни лица. Колку тоа во реалноста се случува, тоа е предмет веројатно на оние компромиси кои секојдневно се прават. Притиснати од бројни фактори, најчесто дури јас се фаќам дека премногу често тоа го кажувам, луѓето најчесто прават компромиси со својот живот, со својата безбедност. Колку тоа паметно, нашите годишни извештаи кажуваат една црна слика во Република Македонија. Поголемите компании имаат подобра пракса, подобра соработка со синдикатите и работниците, па и помалку несреќи под својот кров, велат синдикалците. За наша среќа таму се помалку имаме повреди при работа или не дај Боже смртни случаи, бидејќи навистина се почитуваат правилата. Од една страна затоа што и ние како синдикат притискаме, меѓутоа и навистина и работодавачите се свесни и изградиле некој систем на вредности каде што редовно се купуваат и лична заштита, опрема и се почитува законот за базара, да кажам во тие компании се прават инспекцијски надзори, меѓутоа на поголемите инфраструктурни објекти бар за сега немаме посериозни повреди или жртви. Со тоа што тоа треба да биде добар пример и за помалите компании, без разлика дали имаат членови или не во синдикатот. Од МЗЗПР велат дека синдикатите, стручните лица за безбедност и здравје при работа, работодавачите и владата треба да имаат заеднички пристап за спречување на несреќи. Потребно е и градење на свесност кај газдите, но и кај работниците. Битно е пред се да го имаме всадено внатре кај нас сенсот, чувството, културата на ферплей. Затоа што ако ние се обидуваме со мали подметнувања да направиме големи работи, тоа никому во животот не успело, па нема ни до нас. Затоа резултантата се бројните загинати на работните места, повредени, а секако и професионално заболени. Кај работниците се уште прашањето на несигурност и на
не охрабрување да се спротивстав, не мора да се спротивстават, да се обратат, да побараат, да истакнат проблем. И е нешто кое што ние се уште далеко сме од тоа да го надминеме. Улогата на синдикатите во земјава беше зајакната со измените на Законот за безбедност и здравје при работа од 2014 година. Синдикалците се уверени дека ако добро се спроведува, драстично ќе биде намален бројот на несреќи кои во земјава годишно надминува бројка од 150. Славица Арсова, Сител телевизија.